Здраво, ова е 58-то издание на Видеологија со Златко Ѓеревски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Догман на Матео Гароне, во кој станува збор за Марчело, глумен од Марчело Фонте, кој е низок негувател на кучиња, кој се наоѓа во подредена позиција на пријателската врска со Симоне, глумен од Едуардо Пеше, поранешен боксер кој го тероризира цело Маало. Во обид да го поврати достоинството, Марчело ќе преземе непредвидлив чин на одмазда. Марчело е грижелив татко со инфантилна наивност и меко срце, кој ги разбира животните и нивните потреби, до тој степен што по извршен грабеж се враќа на место на засторството да спаси животно од умирање. Го занемаруваат останатите дуќанџии од Маало, никој не му обрнува внимание, освен локалниот насилник, кој е најблиското нешто што тој би го нарекол пријател. Меѓутоа, тој постојано го злоупотребува Марчело, дали станува збор за набавки на кокаин, асистирање при грабеж или за кој да е друг криминоген чин, а Марчело, како добар пријател, не знае да го одбие. Дуќанџиите, наместо да се организираат и преземат нешто против силеџијата, тие го обвинуваат Марчело зошто се дружи со него и откако ќе заврши во затвор поради грабежот на соседниот дуќан, ќе стане најомразениот човек во населбата, скрутинизиран и оттурнат од заедницата. Тогаш не е повеќе последното тркало кое не го забележуваат, туку трнот во нивното око, на кој можат да се изживеат, затоа што немаат храброст да се спротистават на изворот од злото кој се уште ги злоупотребува. Каузалниот след ќе го доведе до ситуација да лежи во затвор за својот пријател, кој за возврат со парите од грабежот по сепарирањето си купил подобар мотор за себе. Во оваа позиција гледаме еден поразличен Марчело, кој го загуби кредибилитетот кај ќерката и работењето во дуќанот, дозволувајќи им на гледачите истовремено да сочувствуваат со него и да се гневни поради неговата простодушност. Меѓутоа, тој револт се јавува и кај него, постепено се напластува и му натежнува, одејќи кон спротивставување со детерминизам, за да си го добие тоа што му следува, загубената чест, почит, достоинство и договорените пари. За зло е потребно да премолчи добриот човек и да биде лојален на погрешен вагабонд, универзален пример која отсликува тиранијата низ историјата. Не треба многу за да се предизвика обичниот човек да експлодира, само потребен е синџир на настани кои ќе бидат катализатор на хемиската реакција. Експлицитното насилство, предизвикано во епилогот, добива катарзични димензии, воопшто не е прекумерно, затоа што е спроведено од човек кој е заглавен во незавидна позиција, предизвикан да реагира бурно, затоа што со добро нема стигнато подалеку од вировите со кал пред дуќанот, кои, налик жива песок, го повлекуваат надолу во неговиот живот. Филмот нуди еден суров реализам од маргините на градот, населен со модерните обични луѓе на Виторио де Сика и Лучино Висконти, кој оди до бескрупулозно вестерн финале, збогатено со хорор елементи на долгоочекуваната тортура. Вметнувањето на непрофесионални актери и долги диалози на локален говор ги надополнуваат натуралистичките призори. Режисерот знае да уфрли неколку трагикомични сцени, како што е одењето во ноќниот клуб или негувањето на ранетиот криминалец пред неговата мајка. Ликовите се универзални, односно локалниот насилник го имате во вашата населба, под различно име, а наивниот љубител на животни е во вашата непосредна близина, но не сте го забележале. Кастингот е соодветен, а изведбите убедителни, наликувајќи на ситни криминалци од маргините на Гомора. Насилниците единствениот јазик кој го разбираат е јазикот на насилството, па затоа човек не може да стапи во комуникација со нив, бидејќи зборовите се излишни. Човеколиките животни, кои прикажуваат знаци на беснило, ќе завршат за решетки со пропратна јавна екзекуција. Режисерот Матео Гароне е еден од најзначајните италијански режисери кои творат денес, а ако не верувате во искажаното, тогаш подсетете се дека Догман се приклучува на низа на безпрекорни филмски остварувања, како Гомора, Реалити и Tale of Tales, а наоѓа и слободно време режисерот да сними по некој краток филм, додека се става на нозе конструкцијата за некој долгометражен проект. Иако Роберто Бенини не ја прифати главната улога, немаше проблем да се приклучи на новиот филм на Гароне, адаптацијата на Пинокио, кој се наоѓа во предпродукција. Презафатениот Александре Десплат верувам дека вниманието го има посветено на неколку други кандидати за Оскар,
па наместо со него Матео соработува со домашниот композитор Микеле Брага, кому му припадна задачата да биде рестриктивен во својот израз, но сепак да делува од маргините и ги исцрта премолчените емоции со ноти. По смртта на долгогодишниот соработник, кинематографот Марко Онорато, Гароне отпочна соработка со Николај Брунел, кој понуди крупни планови за тивко вриење на репресивни емоции и широки планови за насилните чинови, со цел да се улови депресивното есенско обкружување во кое се заглавени мизерните ликови. Долгите кадри на Гароне, кои неретко и самиот ги снима од рака, тука имаат за цел да ја потенцираат осаменоста и напуштеноста на главниот лик, како и да го прикажат насилството без да трепне гледачкото око. Филмот беше во официјална селекција на Канскиот фестивал и играше на Fantastic Fest и на фестивалите во Торонто, Чикаго, Бусан, Сараево и Синедейс. Беше представник на Италија на овогодинешните Оскари, но не успеа да влезе во потесниот круг на полуфиналисти, што е голема грешка на Академијата, која можеби немала доволно силен стомак да го свари насилството, па неговото место го пополни со заборавливи филмови од Латинска Америка и Блискиот Исток. Затоа, пак Марчело Фонте на Канскиот фестивал се закити со сосема заслужената награда за најдобра машка улога. Гароне, со неговите постојани косценаристи, детално го пресликуваат вистинитиот случај за револтираниот љубител на кучиња, кој го има изведено грозоморниот чин во реалноста, но освен главните ликови, зависни еден од друг, немаме подетално обсервирање на споредни ликови и затоа изгледа дека на емоционалните квалитети и визуализацијата да и недостасуваат неколку страници од сценариото за да се оправда скромното време траење. Ако морам да го евалуирам, тогаш Догмен од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 58-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Постигнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!